Благодарам, заменик председателке. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Додека надвор хараат инспектори, затвараат дуќани кои пречат на власта. Додека цените растат до небо и рафтовите се празни. Не затоа што трговците ја кријат робата, туку затоа што нема од каде да набават нова, иако новата роба ќе ги чини 3 пати поскапо од онаа што ја продале. Додека амбарите со жито ни се празни и го чекаме Вучич да не ги наполни, ние овде цел ден, вчера, цела ноќ и денеска повторно говориме за Законот за минерални суровини, по кој мора да се дискутира без одложување, доцна во ноќта, 2 цели дена, како токму од овој закон да зависи одговорот на прашањето да се биде или не. Ниту ме интересира, ниту сакам да знам каков пазар е во прашање, но знам дека се грижиме за животната средина и затоа дискутираме по амандманите и ќе дискутираме онолку колку што треба. Колку вие се грижите, почитувани колеги од власта, за животната средина, многу говори бројноста на поднесените амандмани, над 40, од кои дел се наши, а дел од невладиниот сектор и експертската јавност. Зелена агенда. Колку тоа гордо звучи. А како се доаѓа до тоа да таа ваша зелена агенда не си остане само на хартија? Што ви пречи наместо мислење од различните органи на државната управа да барате согласност за доделување на концесии? Јас ќе ви кажам. Секаде каде што се спомнува тендер, јавна набавка, концесија, таму се крие коруптивната намера на власта. Затоа сакате се да е затуткано, сокриено и далеку и од очите и од учеството на јавноста. Зборот мислење во споредба со зборот согласност е беззначаен при носењето на одлуките за доделување концесии. И не само што е беззначаен, туку праксата наназад покажува дека манипулирате и го злоупотребувате на тој начин што недоставеното мислење во даден рок го сметате за дадено позитивно мислење. За жал, меѓу сите области, корупцијата ја внесовте и во животната средина, а сакате успех. Епа, успехот, колеги, е скала. Не можеш да се искачиш со рацете в джеп. И бидејќи очигледно недоволно ги читате законите, и бидејќи недоволно ги разгледувате амандманите, и бидејќи очигледно не ви е грижа и експлоатацијата на минералните суровини, се дозволува исклучиво за бизнис цели, сега ќе ви кажам што вели една анализа од февруари 2022 година со наслов "Мапирање ризици од корупција во животната средина". Вака вели: секторот животна средина би требало да биде повеќе во фокусот и на соодветните институции, но и на граѓанскиот сектор кој што би ја следел поблиску работата на институциите кои имаат надлежност во овој сектор. Но вам ви пречи транспарентност и вклученост на граѓанскиот сектор. Законот за животната средина е донесен во 2005 година, а истиот досега претрпел 23 измени, што е значително често менување на законските одредби. Ваквото често менување на законските одредби, според анализата што ја спомнав, укажува на одредени предизвици при нивната имплементација во пракса, но носи и одредени ризици како што се правна несигурност, можна недоследност на законските одредби, непрегледност на самите норми, нерегулирани области и така натаму. Во текстот на анализата, како еден од најголемите ризици од корупција, во законските одредби е идентификувана дискреционата моќ што ја поседува ресорниот министер во делот на регулирање на постапките, роковите, барањата, начините и условите за добивање дозволи. Роковите ги ставивме и да бидат дел од овој амандман, но немате слух. Од добиените одговори, нешто помалку од 1/5 од анкетираните
одговориле дека институцијата во која што работат издава дозволи, лиценци, концесии, одобренија и слични документи за активности поврзани со животната средина. Бидејќи ризикот од корупција секогаш е највисок, кај процедурите кои што вклучуваат издавање на разни решенија, дозволи, лиценци, концесии, одобренија и така натаму, главно поради фактот дека овде се преклопуваат, односно судираат интересите на бизнис секторот со јавниот и граѓанскиот, неопходно е овој процес да биде јавен и транспарентен со однапред утврдени критериуми за издавање на споменатите документи, како и јасни и недвосмислени правила во однос на процедурата со која што ќе бидат запознаени и сите вработени. И токму заради овие причини го поднесуваме овој амандман. Во поглед на наплатата на доместокот за користење на земјиштето и експлоатација на минералните суровини, Државниот завод за ревизија изготви извештај во 2021 година во кој што настојува да даде одговор дали со мерките и активностите се обезбедува ефективност за искористување на минералните суровини и наплата на надоместоците согласно начелата на одржлив развој. Во извештајот се вели дека недостатокот на долгорочно стратешко планирање, честите измени и дополнувања на законските одредби, отсуството на подзаконски акти, недоволната институционална соработка и нецелосно воспоставен катастар на наоѓалишта и појави на минерални суровини не обезбедуваат стабилна основа за водење на ефективна политика во управувањето со минералните суровини, што остава сериозен простор за појава на корупција. Дополнително, ревизорскиот извештај утврдил дека концесионерите не се задолжени да доставуваат пресметки за продадените количини на минерални суровини, ниту се регулирани прашањата за надоместоците во однос на експлоатираните количини, кои се користат за сопствени потреби и доколку на ист концесијски простор се искористува повеќе од една минерална суровина. Ваквата системска поставеност за наплата и евиденција на концесиските надоместоци не дава можност за проверка на пресметките, што представува ограничување во извршувањето надзор и контрола на целосноста и веродостојноста на приходите од концесиските надоместоци. Тука се јавува вашиот интерес. Сепак, и покрај тоа што државата нема ефикасен систем за наплата и евиденција на концесиските надоместоци, ова не ја спречило владата само во последните 2 години да издаде стотици нови концесии. Истражувањето спроведено од страна на Центарот за граѓански комуникации за 2019 година покажало дека во истата година се издадени 358 дозволи за концесии на 264 фирми. Овие концесии се издадени за експлоатација на 50 различни минерални суровини на територија 350 км квадратни или од прилика 1,4% од вкупната територија на државата. Она што е многу индикативно е што од сите овие концесии, замислете, во буџетот влегле само скромни 8,2 милиони евра. Од тука, логички се наметнува прашањето дали овие средства доволно компензираат за штетното влијание што го има искористувањето на минералните суровини врз животната средина и биодиверзитетот. Понатаму, наодите од истражувањето за перцепцијата на распространетоста на корупцијата го потврдува фактот дека корупцијата е сериозен проблем во државата, што укажува на потребата од посистемски пристап во борбата против корупција, бидејќи очигледно досегашниот пристап, што се темели на адхок реформи во одредени области, не го дава посакуваниот резултат. Напротив, земјата се подлабоко тоне на меѓународните индекси за мерење на корупција. Ако се има предвид дека трите најчести форми на корупција со кои се соочиле граѓаните
се злоупотреба на службената должност, непотизмот и конфликтот на интереси кои што се поврзани со работењето на институциите и политичката власт, очигледно е дека при дефинирањето на мерките и одредувањето на приоритетите треба да се тргне со справувањето со високата политичка корупција. Имено, најчесто политичката елита на власт донесува закони кои што овозможуваат материјална корист на поединци, што граѓаните потешко можат да го препознаат како форма на корупција. Дека има основи за сомневање и постоење ризици од корупција, се потврдува и во антикорупцијската проверка на законодавството, која укажува на проблемот со често менување на законските акти и постоењето огромна дискрециона моќ при одлучување за доделување на концесии и дозволи. Од друга страна, корупцијата во животната средина е проблем кој што дури од неодамна почна повеќе да се истражува и за кој расте интересот во јавноста. Ова е резултат на катастрофалната состојба со загадувањето на воздухот, водата, почвата, што поттикна интерес да се види кој и како ја уништува природата на сметка на остварување профит. Сите го чувствуваме проблемот со незаштитата на животната средина и речиси и да не постои граѓанин во државата кој што ваквата состојба не ја поврзува со корупцијата. Сепак, факт е дека многу малку судски пресуди и многу благи санкции им се изрекуваат и на правните субјекти и на поединците, што само го охрабрува ваквото дејство наместо да го спречува. Очигледно потребни се измени и во законската регулатива со цел да се изрекуваат построги казни за сторителите на еколошки криминал на еден неселективен и независен процес на влијание. Во врска со казнувањето на сторителите за екокриминал, интересно е дека, наспротив фактот дека Македонија е една од најзагадените земји во регионот, па и во светот, во периодот од 2012 до 2018 имало само една кривична пресуда на правно лице за загадување на воздухот. Во поглед само една, замислете, да. Отчетноста на институција подразбира испречување на конфликтот на интереси, со што би се намалил непотизмот, клиентелизмот и кронизмот како едни од најзастапените форми на корупција. Во поглед на отчетноста, која ја бараме со амандманов, институциите треба да се стремат почесто да користат и надворешна ревизија во нивното работење и во исто време да ги објавуваат јавно податоците од нивното работење. И ова го одбегнувате. Понатаму, наодите укажуваат на висок ризик од корупција во областа животна средина. Од податоците во анализата може да се заклучи дека можностите за остварување на профит во оваа област се огромни, па не треба ниту да зачудува големата заинтересираност на бизнис секторот во оваа област и притисоците што ги прави врз политичките елити, институциите кои што имаат надлежност во одлучување при издавање на разни дозволи, концесии, грантови, субвенции и така натаму. Но, како што беше повеќе пати констатирано, најголемиот ризик од корупција во овој домен е влијанието што го има бизнис секторот врз политичките елити, кои пак имаат моќ да носат закони во нивен интерес или да одлучуваат во нивна корист. Сето ова на политичките елити на власт им ја овозможува огромната дискрециона моќ која што ја поседуваат и која што ја користат. Така, слободно може да се констатира дека справување со ризиците од корупција во животната средина, како и впрочем во сите други области, мора да започне на највисоко ниво, што бара сериозна политичка волја и посветеност од страна на владеачките гарнитури, што за жал, освен декларативни заложби, сиве овие години не видовме ништо. Поради овие причини, несомнено е дека е потребен поголем ангажман од страна на граѓаните и граѓанскиот сектор во следење на работата на институциите и алармирање за неправилностите при работењето.
Во отсуство на сериозна посветеност од страна на институциите, се чини дека ангажманот на граѓанскиот сектор во комбинација со меѓународната заедница се најефективниот начин за намалување на ризиците од корупција. Факт е дека институциите што ги издаваат одобрувањата, дозволите или концесиите се под притисок на засегнатите страни, кои што бизнисмените сакаат да ги заобиколат или да си ги добијат во нивна полза. Генерално, првите две препораки, заради кои што го поднесуваме амандманот и кои што врз основа на наодите од истражувањето можат да се дадат во насока на намалување на ризиците од корупција се транспарентноста при работењето на институциите кои што имаат надлежност во животната средина мора да се зајакне како прв чекор кон намалување на ризикот корупција. Го одбивте. Приносењето на закони да се консултираат сите засегнати страни и да се земат предвид нивните барања, со што ќе се спречи носење на закон во интерес на одредена структура или група. Ама, вие сте глуви за секакви за секакви препораки и за секакви работки. Заради ваквиот ваш однос, колеги, ќе ни се нижат бетонските бази на самиот Охридски брег, затоа жална ќе ни остане состојбата со животната средина, затоа што со вашето однесување дури во Охрид најповиканиот за бетонските бази, најпрочуениот за тендери за градба, замислете, е член на Комисијата за животна средина. Значи, трагично. Грижата за животната средина е до толку приоритет на оваа власт, што информацијата за состојбите со Преспанското езеро и понатаму си остана на ниво на информација, па останува да се надеваме дека ќе ни остане уште некоја капка во езерото, додека сериозно се зафатите со проблемот. И сосема за крај, засега, почитувани колеги од власта, не е смешно, туку е сериозна ситуацијата, затоа што од вас зависи каков воздух ќе дишеме и каква вода ќе пиеме. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. За реплика пријавена Снежана Калевска-Ванчева. Благодарам, заменик председател.